Мораше ли најскапото, бра? Дали ќе падне првата десетка денес? Не знам како да се осеќам за ова. Добро утро. Јас стварно не знам зошто си го правам ова во животот. Денес тројца различни луѓе ќе одлучуваат за тоа што јас ќе јадам во текот на еден цел ден. Еден човек ќе одлучи што ќе доручкувам, еден човек ќе одлучи што ќе ручам, еден човек ќе одлучи што ќе вечерам. Колку они ќе бидат фини со мене, немам поим. Ако до сега не приметивте, само што стануват спиење, така што идам да се упристојам малце и да видиме што е првиот избор за доручек и да јадеме. Се надевам дека ќе јадеме, дека не ме упропастиле, дека вистински ќе јадам. Идам да се упристојам прво. Сега колку толку се упристоив и подрастанив подобро, а искрено сум мртов гладен. Значи јас веќе дојдено скоро 12 сати, јас уште немам доручкувано, многу ми се јаде. Што одлучиле да јадам, стварно не знам. Значи идејата на ова видео јас да нарачувам од Волт, да јадам од Волт цел еден ден и скроз други луѓе да одлучуваат за мене. Одлучив тие луѓе да бидат пак некои што вие ги знаете, најмногу тие што го гледате гейминг каналот со Among Us. Тоа важи само за Пандани. Столе и Анѓелка ги имате гледано до сега низ видеа бајаги други и со јадење и со се, а Пандани најмногу знаете преку Among Us, така што колку овие тројца луѓе што ги спомнав денес ќе одлучат да ме поштедат, не знам. Иначе ако некој не знае, оваа позадина тука што гледате, fun fact, ако некој го интересира чисто така да ви дадам нешто интересно, е позадината на 90 секунди сезона 4. И се уште ми стои тука. Ето. Идам да седнам да видам што ќе доручкувам. Пандани е прв, он одлучува што е доручекот. Те молам биди фин, roll the clip. Здраво, Стеф. Не знам колку ти беше добра идеја да баш мене да ме одбереш за овој предизвик. Се надевам нема после ова да ми се лутиш и да ме блокираш на се можно. Не знам дали сакам да одберам нешто нормално или да бидам проблем. Затоа ајде сега да отвориме апликацијата Volt. Ајде одам да појадок. Надевам ќе најдам нешто здраво. Секако доручек треба да е најобилен, така да мислам дека имаш доста добар оброк. Мислам дека добро би било ова. Тоа е еден. Би го ставила и ова, да. И нормално појадок не е појадок без кафе и цеден сок. Така да мислам дека ќе му пратам. Мислам дека добро би било витаминс, цвекла, морков и јаболко. Пратката е испратена, очекуваме на твојата адреса. Јас сум во шок што Пандани не ми даде да патам. Од него очекував највише да патам, ама ми направи добар избор, само имам еден проблем. Тој ресторан работи со само подигнување, така што ќе мора да смени да биде хелтиш дебар мало или нешто. Јас сега ќе пробам да му звонам, се надам дека ќе ми крене. Даниел, добар ден. Добар ден. Се јавуваме од Волт. Има еден проблем, а тоа се вика дека хелтиш лептокарија која што имате избрано работи со само подигнување и сега ќе треба најверојатно да смените барем да биде слично и да биде фер да хелтиш дебар мало. Како да сменам? Да отвориш хелтиш дебар мало и да ми кажеш од таму што да нарачам. Еве јас во моментов гледам и ти диктирај ми само. Истото, ако нема истото? Го нема истото. Од тебе очекував да патам, ама добро е. Паста песто бол. Паста песто бол. Па не знаеш, врап сакаш, врап? Да. Не, тоа што ти сакаш тоа. Кажи ти. Паста песто бол земи, што ти речам. Добро, друго. Што ми рече? Стај го. Витаминс. Па добре, ја сум задоволен. Ајде, тогаш чао. Ајде. Чао. Луѓе, чудете, ја поминав одлично. Ја искрено очекував од Даниел најмногу да ме осакати, затоа што очекував дека ќе ме трола, а Даниелка мислам дека ќе бидам сейф, дека нема толку да ме трола, дека стварно ќе ми даде да јадам, а Столе има шанси исто така да не јадам ништо вечер, така да ќе видиме. Значи паста песто бол и витаминс пуштам да доаѓа. Колку сум гладен, не можам, ама стигна. Добре, се оправивме со Пандани, не можеше. Мислам дека тој ресторан во лептокарија никогаш не испорачува до дома, така што ама добро, битно е хелтиш, битно е истото. Битно Пандани беше со мене искрено фин, што обично не е случај, така да јас сум изненаден. Волт пристигна, Волт е тука и пробуваме да видиме каков е доручекот. Волку касно немам доручкувано од давна. Ева што стигна. Стигна ова, стигна и ова. Ова ли се меша вака заедно да влезе у него? Искрено делова убаво.
Искрено делува вкусно. Не знам, иначе се надевам дека ме слушате со микрофонов што го стави вака. Имам гледано по TikTok по свашта дека вака се снима, да јас толку што носам капи и никад не го немам стајано вака микрофонот, така да баш да видиме како се слуша. Се надевам дека ме слушате добро, значи искрено се надевам. Порано не бев фан на песто, сега обожавам песто, значи ова изгледа многу добро. Искрено браво. Ја многу често јадам вакви работи. Така да ова е скроз нешто што ја обично овој период посебно јадам многу. А пандани дека ме знае, и вака од прилика што сакам да јадам, бога ми баш ме поштеди. Чудно. Денес бил станат на добра нога. Предобро е ова. Ако треба да го оценам од 1 до 10, зашто секогаш не ја оценувам работи, ова ќе му дадам оцена 9. А ова прв пат го јадам иначе од кај нив и топ. Претпоставам дека треба да го истурам. Ако не се прави вака, ја не знам како се прави на друг начин, ама јас ова ќе го истурам натру ова. Јас искрено се надевам дека тоа требаше да го направам. Искрено делува ветувачки. Ова ми е 7 од 10. Ми се свига цвекло, човек. Цвекло немам пиено одамна, треба почесто. Океј, сега ќе се пуштам нешто јас да си гледам додека јадам, затоа што секогаш обожавам така да гледам за да си го дојадам ова. А со вас се гледам пак за ручек, ручекот ми го бира Ангелка. Се гледаме за ручек. И дојде време за ручек. Онака седам само и размислам што воопшто може Ангелка да ми нарача. Ама некако имам чувство дека она ќе проба да ме најаде убаво и да биде нешто фенси, нешто она. Обично пробам да размислам како би размислувала она. Дојде веќе 5 сат, јас сум веќе гладен, така да седнуваме да изгледаме што Ангелка мене ми кажува јас да ручам. Страв ми е. Пуштај. Здраво, дечки. Јас денес добив една задача, а тоа е да одбереме што Стефан ќе руча. Веќе имам идеја што ќе му предложам, ама мора да најдеме кој ресторан го има оно што го барам. Влегувам на Волт апликацијата. Локацијата ми е нормално на Скопје и во срч ќе си напишам паста. За денешниот ручек на Стефан одбрав паста. Само ќе треба да го одбереме ресторанот од кој што ќе му нарачаме. Океј, значи ресторанот ќе биде Кабранти. Одиме на тестенини одма. Денес, Стефан, за ручек одбирам да јадиш паста со тартуф и ќе одбереме овде таљатели. Така да паста со тартуф и таљатели. И се надевам дека ќе уживаш во ручекот. Ако Ангелке најскапот, шо е најскапот тоа? Мораше ли најскапот, бре? Нарачуваме, чекаме да стигне и да видиме дали вреди, дали е вкусно, дали е све. Стигна луѓе јадењето. Јаој. Што ќе се јаде, дали има вилјушки или треба да си земам. Јаој, Ангелке, само да е добро, али јас мислам дека ова ќе биде најдоброто нешто што денес сум го пробал. Јас стварно се надевам дека ќе биде така. Да видиме. Опа, делува богато, делува убаво. Да ви покажам од тука. Еве ви од блиску да видите како што гледам јас. Ова ќе биде многу добро. Ајде. Дали ќе падне првата 10 денес? Дали ќе падне првата 10 денес? Бога ми, баш убаво се осеќа тартуфот. Реално 10 од 10. Мислам дека имаме првата 10 денес. И тоа и како. Многу добро. Не знам дали се гледа убаво. Фала ти, Ангелке, фала. Чекај, доручекот ми беше топ. Уште вечерата да не ме зафркне. Тоа ми е најмногу страв. Мислам дека Столи има најмногу шанса да ме трола нешто. Најмногу ми е страв од работи што не ги јадам. Најмногу ми е страв пример од суши. Тоа се плашев искрено најмногу од пандани. Да не му текне никој, не го спомнав јас никаде. Не им напоменав да не биде тоа, затоа што ќе го напоменав намерно, некој ќе ми го нарачаше. Обично и морско не ќам никакво, ама суши ми е накао нешто што стварно не можам. Немаше да можам да јадам многу. Едно ќе пробав и толку. Не ќе многу да чуматам на камера, сакам само уште да ви кажам, го
памтам тоа. Искочени се 2 епизоди од Полиграф, мојот најголем проект до сега. Искочени се 2 епизоди и едната е со Александар Динев, другата е со Мартија. Ќе имате на крај кога ќе заврши ова видео да стиснете, ако не само пишете у серч на YouTube Полиграф. Ќе ми значи многу ако некој од вас што го гледа ова видео се уште нема изгледано епизода на Полиграф, стварно многу ќе ми значи изгледате какви епизоди тек доаѓаат, не сте свесни, значи тоа фиксно е се емитува до крајот на годината. Значи сега обично летно време сите се земаат паузи, завршуваат сезони, па почнуваат пак септември, октомври. Ние оваа година тоа не го правиме. Почнавме јако, тераме јако цело лето до крајот на годината. Така што секоја недела во 21 часот, дај Боже, ако се свиде кој што треба, има Полиграф на оваа епизода, така што многу ќе ми значи да оставите и фидбек под видеото како ви се свига. Ова ќе си го довршам цело, нормално, и се гледаме вечер. Се надевам дека ќе заврши денот добро и дека Столе нема нешто да ме зафркне, мада чисто сумнив. Гледаме. Дојде време за моментот затоа кај најмногу се плашев. Ами што да кажам, треба само да седнеме да го изгледам видеото. Столе, се надам само дека ќе јадам зашто веќе огладнев. Нели јас изборам ова у рака ми, кој знае како сте ме слушале до сега. Време за вечерата да видам, се плашам. Сигурно и 100 пати кажа веќе во видеото, ама Столе, се надевам дека ме поштедил, дека барам нешто ќе каснам, така што ајде да видиме што вика Столе. Ајде да видиме што да му порачам на Стеф. Доста избор. Има и десерти, и кебапи, и палачинки, и мексиканско има, и лелеле, и хелти. Не, он нешто јадал, сигурно кебапи, нешто пица за ручек. Што да му земам, американско нешто? Ајде има некои палачинки, нешто благо. Не, Тулумба, бе. Сакаш една тулумба да касниш? Не. Оти мори. Ќопек. Дај нешто друго, ај. Американско, шо некој бургер, не бе. Добри со овие. Може јадел он за ручек, ама што знам. Не, дај нешто мое. Шо да земам? Палачинки. Нешто благо. Може нешто? Чеково чоколадно суфле? Не е лошо, ама нешто што да земе. Ај за пиење нешто. Боба бе, тука бе. Абе се знае ова е погодокот бе. Нема друго бе, нема боље бе. Таман ќе го освежи, да му измешаме нешто, манго, не бе, манго, лимон, ананас. Шо имаше друго, чекај, банана, портокал, лимета. Личи, пешан фрут, добро е, дај нешто да го скиселиме бе брат. Зелено јаболко, може. Со која боба сега и леле колку врсти има? Со шекер? Не бе со шекер. Дај со личи, со личи. И тоа е многу кисело бе, да не е многу кисело со личи. Шо имаше горе тука да име? Да смениме нешто. Абе, ај со манго, Не бе со манго. Дај со кокос. Не бе со кокос. А джели да доставиме или може джели да се става? Тие се добри. Добри се джелито е. Добри се. Овој чипс од ракчиња или што беше ова, леле, и ова да те заболи желудник. Колку е луто е. Ау, може. И мочи. И добри се овие мочи ова. Баш ке имаат и други вкусови. Гледа колку вкусови имаат лате, страубери, чоклет. Тај мача лате. Не, бабал милк теа, нема промашан. Па не искочи многу скапо бе. Таман, што? Да си се освежи се ова, тај. Нарачаме, може. Ајде, нека на здрави. Не сам како да се осеќам за ова. Столе најмногу ме просветли до сега со бобата, зашто бобата до тоа место он зима секогаш. Мене стварно ми се свиѓа, претходно не бев нешто љубител на боба. И кога видов дека боба ми зима, иако ми се свиѓа, си викам тоа ли само ќе вечерам, и кога видов дека има барем некој чипс, ми е полесно. И дека има и мочи обожавам секако. Чипсот се надам дека нема биде премногу лут, дека ќе ми се свиѓа. Така да тоа е. Чекаме да стигне. Не можам да ви опишам од моментот кога го сними претходното видео до сега колку се изнатрупав со обврски. Значи премногу се брзам, ја немам време да јадам. И тоа е, газиме. Ајде да видиме Столе. Шубаво спакувано да не истече, браво. Преубаво спакувано, леле еве го ова. Од тоа најмногу се плашам. Има дури 2 цевки и мочито, еве го. Фала Волт, фала Столе, фала Пандани, фала Ангелка. Види како е направено, кесичка е цело до ова. Има стикери плюс. Човек, многу обожавам кога некој ќе се потруди и ќе ти даде нешто екстра. Само очи стикери, преаки се. Леле, ќе се направам лом сега, нели? Не, мене ми е страв. Нема да го гледате ова. Само за да не се направам лом, добро е. Успеав.
Добро, со ова што ме добра боровница ме спаси, а и овие внатре се баш јаки. Гледа. Ми се свига джели или е тоа внатре? Чак јако е. Ова е можеби најдобрата боба што ја пиено без да претерувам. Мислам немам ни испиено многу ја боби. Ова ми може пета у животот, ама многу ми се свиѓа, обично знам нешто така по вкус да замерам, тука мислам дека ништо не би сменил. Оцена, човек 9. Кога оценувам боба, искрено 9. Еве го сега мочито да видиме што е. Мочи. Еве како изгледа. Ова со што е? Japanese style дайфуку. А ова беше нешто со боба или не? Фино е, ама мислам дека од некои од другите вкусови ги ми се свигаше доста поише. Но ова би му дал некоја си 6. И за крај, колку е некако надувана кесава, дали ова треба да е премногу луто? Roasted prawn with hot chili flavor. Hot chili flavor. 100 ле. Внатре изгледаат вака. Внесов скроз внатре у кесата. Ќе ми треба ли сега многу вода? Јој, колку се зрачинети. А мене тоа ми се свиѓа. Како некако поминуваат годините, се поише сакам луто. Порано сум збегнувал, сега сум се поише толерантен на луто и се поише сакам да ми лути нештото. Дефинитивно лути, а убаво. Ова е 82 грама, а викат 460 калории на 100 грама. Значи ова нема ни 400 калории, валја. Океј, вечера ми искрено. Нема да останам гладен. Ќе го јадам полека до спиење. Ќе си го мцкам ова. Оцена 8. Леле, кога завршиме видеото, не ми се верува. Ставете лајкови кога ви се свиеше, колку повеќе лајкови, толку поголема шанса секогаш да го снимам ова пак, можеби со целосно други тројца различни личности. Субскрајбете се на каналот за уште многу видеа. Изгледате Полиграф ако не сте, сега на крај ќе се појават видеата на екран и ние се гледаме следното видео. Чао.